Здраво на сите и добре дојдовте во моето ново видео. Леле, заборев дека немам коса. Леле. О, мори мајко. Ова ќе биде прво видео што е целосно без коса. Нема веќе ќе се преправаме дека имам коса, важи? Ова видео многу го барав да го правам, затоа што откако го бив последното видео што е моментално осмо на трендинг во овој момент, многу баравте и ми пишувавте во инбокс дека Сергеј веднаш секундарно ми одговорил уште истиот ден кога го објавив јас видеото и мислам дека ги коментирал моите Instagram фотографии како што го предизвикав нели во моето претходно видео. Така да еве уште едно видео за Сергеј, мислам дека е последно, али еве и денес видео каде што ќе видиме зашто и мене ме интересира што има кажано. Ајде Сергеј, студио мода. О, хајде да видиме што имаме сега тука. Што имаме следно? Чак. Еве сум. Почнува телефонов да ми титка како ненормален и да ми стигаат 1000 пораки. И ја викам што се деси сега, жити се. Отварам да видам што се дешава и гледам на телевизија ме зборене. И кога? Што да видам? Сергеј Варошлија. Си реков, мамо, успеав. И во неверување, Сергеј видам што кажал за мене. Кога тој ме предизвикува. И за крај го предизвикувам Стефонатор, популарниот јутјубер, да видиме како он ќе го направи ова, дали може би за 90 секунди, дали во една фотографија. За помалку од 90 секунди го направи. Точно. Овие 9 луѓе. Ни за 10 секунди. 9 има модни катастрофи таму меѓу нив. Ја не. Само нека не се накршат Вие да се настегат и да се накршите. Па мене ници ме тилтрал, ниси ме. Како не сум те тинтрал тука си доаѓал во емисија? Ако тоа не е тинтрање, што е тинтрање? Абре, тоа не беше ти да ме тинтраш мене. Тоа јас ти доаѓам, значи јас сум те тинтрал тебе, не ти мене. И таму ме малтретираш, значи тоа не е тинтрање. Тинтрање е да ме трпиш нонстоп да гледаш слики и нешто ти смета да ме коментираш ти во емисија. Не е тоа тинтрање, тоа што сум гостувал, тоа е друга работа. Крева да се Сакаш да прави. ти правам, како другаче те тинтра? Можеш. Ајде. И ногата ја ставаме така. Идеме скроз право. Еве го, ништо страшно. Така да е. Браво. Успеј он А се. мои неколку слики од Инстаграм и нека ме оценува да видиме зашто никогаш не сум се видел он да зборува за мојот стајлинг така јавно, освен во 90 секунди што го. Ајде, те молам. Немој да одбиеш. Не. Така да еве ти Сергеј шанса, те предизвикувам да го отвориш мојот Инстаграм и да зборуваш за Јас моите во фотографии. Инстаграм го имам отворено неколку пати, меѓутоа еве ќе го направам и тоа Ајде. јавно, ќе ти кажам што мислам генерално. Највеќе кај тебе ми се допаѓа твојот осет за третирањето на естетиката во смисол на фотографија. Имаш едноставен бел дукс, црни фармерки, бели патики. Меѓутоа целата фотографија, едитирањето на истата прави многу добра приказка. Добро. Јас сум иначе девица хороскоп и тоа ми носи она огромната карактеристика да бидам перфекционист. И стварно сакам се да ми изгледа перфектно и сликите ги тинтрам многу и од 1000 слики бирам една и таа една се трудам да едитирам што е можно поише, што е можно подобро додека мене ми се свиѓа најмногу што може. И сега почнав и да се учам и во Lightroom, така да почнав да ги едитирам се посериозни фотографиите, така да благодарам Сергеј што го препознаваш тоа. Next. Исто така, урбан, минимален, cool, соодветно на твоите години, на тоа каков си, меѓутоа на одлична локација со одлично едитирање на истата фотографија. Чак. Благодарам. Таму мислам дека не има многу едитирање на таа фото. Тоест има. Добро, има нешто. Али пак не е толку нешто. Еве едно од моите омилени твои стајлинзи. Омилени? Супер е кога има малце колор на тебе, добра е црвената капулјача, капчето, фармерките, патиките. Браво, дечко, you've got style, you've got the moves. Абе! Ако I've got the style, I've got the moves. Да си идам. Оваа слика ми се свигаше многу кога ја ставив, али не ми се свиѓа тоа што сум некако вака свртени од дуксерот што ми искача тоа, искача кога да сум многу дебел, искачам вака, затоа не ја сакам таа слика. Не знам дали вие ја гледате така, затоа што мислам уствари ми е откопчан и тоа што се гледа таму е уствари не е стомак туку, ама јас се го гледам ко стомакова. И затоа ме нервира сликава што малце ми е ко дебела. Али добро. Да, овој дуксер само еднаш или два пати го имам облечено, не го сакам толку, не знам зашто, али можеби ќе носам. Тоа сега што од лето више нема дуксери.
И оваа капа па чест ретко ја носам. Оф. Ајде, следно. Ајде, чак. И една од моите омилени, не една, него милената моја фотографија. Стварно ли? Црвениот дук, скапулјачата на очарите. Таа фотографија црно-бела напред. Дуксот е фантастичен, а самата локација ја прави фотографијата да биде фантастична. Браво, Стефан, еве одговорив и на твојот предизвик. Фала, Фала и на тебе. И на овај се бендис. Па, фала Богу, мислам. Па нормално. Па така. А мислам дека се уморив од ДНК. Изовре крстот реглија. Уф, добро. Предпоставам дека тука завршува нашето предизвикување. Му одговорив на неговиот предизвик што ме предизвика, он одговори на мојот респект, така да. Добро, ми се свиѓа и коментарите. Не може ништо лошо да каже за мене. Тука ја завршуваме оваа, како се вика, сакам да кажам, сакам да најдам збор за не трилогија, туку за две нешта, што се дека се две видеа и претходното. Не ми текнува сега зборот, ако ви текне пишете ми го доле. Така да завршуваме со Сергеј. Од следното видео ќе биде дефинитивно нешто многу поразлично, така да фала ви за целата поддршка, лајкнете го видео ако ви се допадне, не заборавите да се субскрајбите на мојот канал и ние се гледаме во следното видео.